Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Еден човек имал храброст да ја каже вистината. Еден наспроти 400. Царе Ахав, Бог не ја сака оваа војна. Ако не го слушаш, си го ризикуваш животот. Дали го слушнавте сето ова? Ми ја изрече смртната казна. Затворете го, веднаш! Не било современо за царот Ахав да го слуша Бог. Замислил во главата да го нападне градот Рамот. Кој не го слуша Бог, си го ризикува животот. Шпионите на Ахав го наслушувале воениот план на непријателите. Кога ќе се бориме против Ахав и неговата војска, не стрелајте во војниците, туку во царот. Но Ахав бил лукав. Царе Јосафат, јас ќе се маскирам, но ти остани во царската облека. И тогаш ќе се бориме заедно. Царот Јосафат се согласил, иако не го разбирам тоа. Зошто не го послушал Божиот совет? Обично секогаш носел решение со Божија помош. Борбата била тешка, а непријателите се сосредоточиле само на царот. Сигурно можеш да замислиш што се случило. Кога непријателите го виделе царот Јосафат во царска облека, помислиле дека е царот Ахав и го исползувале за нивната цел. Јосафат очајно се борел за својот живот. Тогаш тој ја сватил оваа вистина. Кој не го слуша Бог, си го ризикува животот. Јосафат бил близу до смртта, но Бог ги натерал непријателите да престанат да стрелаат кон него. Еден од војниците го затегнал лакот и случајно истрелал, па смртно го ранил царот Ахав. На зајдисонце тој умрел. Го изгубил животот, затоа што никогаш не го слушал Бог. А Јосафат се освестил. Дали некогаш повторно ќе донесува решенија без Бог? Кој не го слуша Бог, си го ризикува животот. Царот Јосафат се убедил да постапува и решава без да го слуша Бог. Потоа зажалил за тоа. Дури и кога пријателите од твоето друштво не мислат дека е ин да го слушаш Бог, биди како риба што плива наспроти текот. Без оглед на тоа што мислат другите, слушај го Бог. И примај совети од луѓе кои го знаат и го сакаат Исус. Кој не го слуша Бог, си го ризикува животот. Вистинска радост е да се слуша Бог, зашто знам дека Тој го сака најдоброто за мене. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!